Здраво, здраво, драги слушатели, вие сте во премиерното издание на емисијата Герила Радио на Брановите на Радио Нов. Денеска сме малку во посовремено студио, можете да не следите и на подкастите на Инстаграм профилот на Радио Нов, можете на страната на Радио Нов. Поинтересно е за вас како слушатели и како гледачи нормално да ја проследите денешната епизода на емисијата Герила Радио, бидејќи имате и видео. Како можете, нели, секако на тие работи да не следите нас. Јас сум вашиот водител Илија Ангеловски Гиле, со мене за техниката мојот драг колега Владимир Христов Мио. Во денешното издание имаме исто така интересен гостин. Не е гостин бидејќи често пати се чувствува како дома, бидејќи често пати доаѓа како гостин во Радио Нов да ги промовира неговите албуми, сите настани кои што ги организира концерти и концертни настапи ги промовираме тука токму во Радио Нов. На моје огромно задоволство денес ни е гостин Михаил Парушев, фронтмен на Парусион и секако голем виртуоз на тапаните. Мишко, добре дојде во Радио Нов. Добро ве најдов. Ти благодарам за прекрасната најава. Мило ми е што сум во вашето радио и сега и подкаст ТВ. Видам како. Така можеме да го крстиме како подкаст ТВ. Добре дојде и денес ни е повод големиот настан кој што ќе се одржи нели на 7 април. Имате концертен настап во литература. Да, тоа е голем настан на повеќе мали концерти. Да. Повеќе настан. Да, ние ќе настапиме на 7 април, тоа е утре. Така. Со почеток во 21 часот, да. Парусион груп на неколку раздобља, на неколку временски периоди се смени бендот. Промена имате во... Мислам дека никој од оригиналната постава на бендот веќе не свири во тој бенд. Можеме да ги споменаме кои се. Се поинтересно е тоа се. Андреј Петровски е на гитара. Така. Зоран Костадиновски е усвари негов професор. Зоран веќе не може да настапува презафатен. Иван Бејков на бас и Јован Цветковиќ на пијано. Тоа е поставата за утрешниот концерт. Бендот е спремен, еве сега од проба доаѓам, така да одлично. Ќе настапиме со моја авторска музика. Воедно ќе го промовирате албумот Атер. Да, на Атер има дел од песните што може да се свират, зашто има доста електроника на Атер овој пат. Свириме некоја ствар од Агол, What About the Groove, тие некои вокално-инструментални мои композиции. Значи, репертоарот е од сите периоди на моето творештво, од 2003 навака. Како што рекоа таму пише на штитот. Инаку патем овај настан да го промовираме овој настан, инаку е фестивал за литература и култура, Видик, од името Видик. Да, тоа е општа култура. Да. Добар име целиот настан. Целиот настан, да. Има секакви бендови, поетски читања, промоции, тоа е сепак книжарница. Така. Добро. Ќе те навратам малку на претходниот настап кој што го имавте во Младинскиот културен центар. Фијаско. 28 јануар. Еден од подобрите мои концерти, ама фијаско, немаше публика. Можам тоа јавно да кажам дека стварно луѓе далеку име МКЦ очигледно. Или вистина тоа крај на месец па не можеа да стигнат. Ја тоа не го рачунам никогаш, крај почеток на месец исто ми е. Во однос на примањата, платите, вајде затоа. Тоа секогаш ако сакаш да некои луѓе ме посоветуваа дека тоа не се правело на крај на месец, ама мислев дека луѓето се богати. Зверјан лаж. Богати се материјално, меѓутоа духовно се сиромашни. Не, духовно се богати, него могуче да не можат да си платат и за Аса Лукас и за мене. Односно ако е картата да речеме исто, например цената.
Не знам каква беше цената, мене не ми беше. Цената беше пристојна, јас мислам дека за македонски автор. Но да се вратиме на музиката. Добар беше тој концерт. Јас сам си го прогласив за еден од подобрите и поорганизираните концерти. Беа тука Сенат Усеин на труба, Петар Колевски на саксофон, Зоки гитара, Бејков бас, Горан Трајков од Београд дојде мој пријател на перкусии и младиот Јован Цветковиќ, кој веќе мислам дека повеќе од 3 години е веќе во бендот. Он влетел уместо Дамир и Мери и е пристојна замена. Одлично се снаоѓа во таа музика. Тоа е сепак една малце покомплицирана музика. Ја неам джез завршено, ама джез го викаат тоа. Кога ја гија тоа што го работи. Така. Тоа е сепак музика напишана на ноти и се бара добра концентрација и добра свирка. Така, ќе те навратам на албумот Атер. Тоа е нов, односно нов материјал. Не е тоа нов материјал, тоа се дела кои останувале во некои папки на компјутер и сум ги заборавал, па сум правил албум со тогашниот ансамбл и тие не стигнале да се снимат. Така. И кроз години се собрале десетина композиции, мислам дека одбрав 8 од последните 15 на години што стоеле како недоправени композиции. Да, можеме да одиме со музика малку да Може. чуеме. Така. Ете да чуеме Шиз. Така, можеме да одиме со музика.
Одличен материјал. Да, ми бараа луѓе да избацам бубњарски свирачки албум. Така. И не сакав тоа да го правам на тој начин, да биде тоа jazz fusion, као демек виртуозно свирење бубњеви. И миксајки го овој албум, сам го правев ова се. За снимано е, дури ке Мио има една песна снимена, најтешкото, така се вика таа песна. Така ќе ја чуеме и таа. Во студиото на Ивица Јанкуловски, Алшар студио, тамо снимам ја во слободно време. Многу сум му благодарен на Ивица што ми помага да ја снимам таа музика, зашто бубњеви дома не можам да снимам. Има комшии, нели? Голем дел од моите композиции, поготово вокалните што ги избацив, Give Me Something и Pure Love и Лулка, еве сега веќе вокална, се кај него снимани и миксани. Тоа да има музика, тоа сакам по цел ден да има нешто музика, да се случува, дали ќе свирам клавир или ќе снимам бас или бубњеви. Добро е. Да. Интересно. Повеќе спомена дека си фокусиран на делот на ударните инструменти, ама забележуваме доста електроника во албумот. Добро, таа електроника, ако метроном ја рачунав секогаш. Едно време се зезавме или на оние Reason програми, Fruity Loops не работев ја. Ама Reason ми остана и мислам дека си имам уште некоја стара верзија, така да чујам нешто што сум работел, па за да направам некоја нова композиција од тоа. Електрониката е делот на новото време. Ако ние свириме во живо, некогаш мора бендот да звучи како да е програмиран. Тоа пробував да им го објаснам на моите колеги, моите соработници. Нивниот пристап е секогаш оној fusion jazz, не знам што, и онда музиката другачие звучала. Во овој случај, кога го припремавме јануарскиот концерт за МКЦ, пробував повторно да им објаснам дека треба да се осеќаат како да се на некаква транс журка или на нешто што не е обична свирка или рок или джез или тоа со тие предрасуди, него малце да влезат во лупот на музиката. Затоа што луѓе, некои критичари бараа од мене бубњарско нешто да избацам. И јас реков дека не можам со сила да направам нешто, ако само излезе, па ќе го наречам така и го нареков Атер. Музика на која има многу ударни инструменти, од тапан, табли, тарабуки, дајриња, се што знам да свирам. Бубњеви електрични, акустични. Не електрични, пластични. Ти си го направи пластични. Атерот на концертот со тапанот? Па да, ама викнав тапанџија друг да свири тапан, ја да не се мачам. Зашто боли тоа, прачката. Така. Тоа беше исто интересен. Да, добар концерт беше. Да. Целиот концерт беше добар, убав. Да, баш. Јас се радов, имам и снимак од тој концерт. Понатака ќе пуштам некоја композиција како Live in МКЦ. Така. Исто така сум благодарен на МКЦ што ми го обезбедија тој простор. И благодарен нормално на колегите што соработувам со нив. А валде име што имаат време да посвират со мене. Така. Да. И ние бевме задоволни нели од делот од публиката. Иако бевме помалу бројни, меѓутоа се чувствувавме многу убаво. Да, тоа ми беше чудно, малце, ама добро. Пак се собраа некои 50 луѓе. Така. Како што викаат во светот 50 луѓе на джез концерт е премија. Така. Ја не би рекол, сум бил на помалку во Њујорк, еднаш мој пријател се шетаме и влеговме во еден клуб, немаше никој, само бендот свиреше. Мислам дека имаше некој шанкер така да услуши пијачка. Ние бевме тројца внатре. Пред да одиме со музика, сакам да споменам за твојата соработка со вокалот, односно со девојката Катја, да, која што феноменално ја извидува нели тие гласовни способности кои што ги има на номерата.
Лулка. Да, Бебе во Лулка се Бебе во вика. Лулка, да. Или ние ја снимивме на она е словенка која живее во Лос Анџелес и она не знае македонски. И рековме ај поприближен јазик до словенскиот е босанскиот. Зашто тоа е и српски, и хрватски, и црногорски, и босански. И има и наши зборови. Така да она успеа да напише текст на тој југословенски јазик, да би била разбирлива. Песната ја посветивме на несреќно заминатите, не сакам многу за тоа зашто ме удара во гради. А несреќата во Кочани кој што за сите мајки што изгубија и за сите деца што изгубија родители во таа несреќа. Многу за нас познати, имаше многу колеги таму. Тоа едноставно сакав таа лулка е направена за некоја друга приказна. И во овој случај искочи песна што јас така осеќав, морав нешто да посветам на тие заминати луѓе и на тие што останаа тука без нив. А можеме да одиме да ја чуеме песната, Може. да се враќаме во студио.
Повторно сме во студио и сега ќе те прашам за зошто името Атер? Од каде? Еден друг новинар ме праша кому правиш Атер. Ја викам сам на себе. Сам си направив Атер. Јас овој пат решив да си направам Атер сам на себе. Па и така подобро е. Продуцентите тие што ми се одговорни за изданијата ме прашуваа што има ново, каква нова музика ќе ни понудиш. Ја викам ќе ви понудам една стара музика која не беше издадена, да речеме до 2025 септември. И тоа помина тамо. Како концепт целиот тој звук некако си дојде, си се направи албум. И реков ке си направам Атер, така и го крстив, само допишав на едно старо постерче, напишав Атер by Parussion Group и викам види и омот имам. Сам го мислам омотот го имаше, постерот го имаше правено некој друг човек пред 20 години, не знам кој беше тој. И само ми дозволи да си правам што сакам со таа слика и сега таа слика е плава, порано беше помаранџаста. Стискав буквално на телефонот, он ми даваше солуции како да изгледа, па го картонски дизајн. Така. Ништо од тоа јас не се разбирам, ама интересно ми беше, се стискав, викам, ега имам и омот, имам и музика, фина е музиката, не грешам многу док снимам. На Атер си направив Атер, зашто јас многу сакам бас да свирам и свирам бас на цел албум. Не малтретирав музичари да ми ги учат песните. Тамо е Зоран Костадиновски, ете, на гитара на неколку песни. Има Ферус Мустафов, покојни, ми имаше гостувано во тој период. На дел од песната? Да. На некои од композициите. Има еден кавалџија, Драган Полизовски, тој е професор од Луи. Онда Филип Димишковски свири на една песна на клавиатура. Сега што можам да се сетам. И после тој Атер решив да направам уште еден What About The Groove се викаше, тој е еден албум што го имав замислено, ама не го издадов никогаш, исто така вокален. И реков, ајде и ова сега ќе го издадам. На тој се најдоа 5 вокални композиции на кои се лепат сега овие као синглови што ги пуштам во етерот. Се надевам дека може не оваа, може идната година да соберам средства да го издадам тоа на прав носач. Така. Не се знае сега што е прав носач, плоча или е диск вишен, не сакаат. Да. CD-то кога го издадов Авол, тој првиот званечен мој солистички албум, ги поклонив, видов дека не ги купуваат по продавници, ги давав на луѓе, на бензинска пумпа, на познати, здраво, кај си комшо, CD, као визитка. Да. Мислам, дел од тие албуми ги поклонив и на медиуми, се надевам дека не изоставиш него од Вардар до Триглав. Добро, ние ќе го промовираме изданието во моментот кога ќе го решиш да го издадеш. Дали би било како винил да. Тоа се веќе дигитални изданија, веќе постојат тие. Така. Меѓутоа треба да се направат, значи во физички формат да бидат. Ќе видиме, ако има средства, ако нема. Ќе чуваме за нафта, нели нафтата е скапа за нас. Да. Скапа е без парицата. Тоа е моја изјава од ланска година. Многу е скапа без парицата. И лепот е скап. Да, избегавам да јадам леп, ако не е тој многу скап. Има за 35 денари леп. Ама јајцата ќе бидат поскапени. Јајцата се веќе поскапени. И поскапени се. Да. Добре се, дека има јајца да течат. Кога сме ке номерите, јас би предложил да ја чуеме најтешкото. Зошто најтешкото? Па нели има тешкото? Се да не биде тоа дека јас сум ја обработил. Да. Порано обработував народни песни и после тоа ми се добро, ми застана тоа некако. Својствено на маката на народот. Тешкото? Да. А тоа треба песната да се прочита. Сега
се е тешко. Тоа бубњеви да донесеш, да ги наместиш, па да ги отсвириш, па ќе те болат лакти ако имаш 50 години како мене, Да. и зглобови и лакти. Па и тешко е да преживееш во ваква економска криза. Да, Да. се уште не се давам. Па да подсвирам по некоја свадба која ќе ме викнати, да ти кажам, многу ми е интересно. Значи да ти имаме пред. се снаоѓам. Да. Сепак свирам во Лебисол, во тоа живеам. Да. Добро. За мојата идна свадба може да ти имаме предвид. Ќе направиме. Ќе направиме некако. Народно забавно, меѓународно. Значи, одиме со номера. Одиме со најтешко. Најтешко, да.
Повторно сме во студио, да. Пред се сакаше да кажеш нели за најтешкото? Најтешкото е снимена ке Владимир Попхристов. Пред 6 години кога не заклучија во карантин и ние се заклучувавме ке него дома. И снимавме де негови песми, па дај нешто мое да снимиме со неговите Neumann микрофони. Neumann. И баш има вратата која ја затвара. Останал звук. И тоа е дел од таа природа на таа песна. Јас пуштив една матрица, ad libitum, рубато без ритам е таа. И онда викам, чекај бубњеви да ја снимам на оваа матрица која нема ритам. И така искочи како песна од кавал и бубен, нема ништо друго во композицијата. Има само еден кавал, протнат низ ефекти, и бубен кој е пристојно снимен тамо во студиото негово пред 5 години. Викам, чекај бе, ова шо стои, оваа ствар добро звучи, ке се ја ставам на албум. Така. Малку ќе одиме со едно прашање кое што да речеме ги мачи повеќе музичари, ама конкретно ја говориме за џез сцената во нашата земја. Со кои препреки вие се судирате? Немам ја такви комплекси. Кои препреки? Немаме град за џез ние. Овде нема џез клубови. Па ете ги препреките. Мислам, добро, гледам дека младиве нешто посвируваат по некакви места. Да, и ете и книжарата обезбедува настапи. Да. Малку е тоа се. Или буква ќе споменеме, има џез. Има и бруклински, постои и све тоа. Да. Само што мислам дека премалку нуди овој град за музичарите, да. Нема капацитет за да се сите тие настапат некаде и 90% се и не сакам тоа да ругам ја многу, ама многу се неписмени луѓето овде. И на крај ќе отидат на народно и музичарите ќе мора да отидат на народно за да преживеат. Тоа се единствените препреки. Немаат луѓето време да се воспитаат прво. Да се надградат во животот. Не учат. Што научиле, стојат на тоа 97-ма и толку. Или 94-та. Ја имам многу пријатели така што размислуваат. Многу ти е тоа, џез музиката не ти идам на концерт. Што ќе правам на жена ми и се лоши од тоа. Знаеш, такви им се предрасудите. Предрасуди, да, па добро, целокупно. Глеј, сега, сите сакаат да слушаат разбирлива музика, а не сакаат да научат нешто ново, да видат туѓ пристап. Не мојот. Има многу луѓе што компонираат во оваа држава и си седат на страна, не знам како се снаоѓаат. Ја имав среќа што живеев малце у Хрватска и Словенија тамо, па колку толку ќе ме викнат нешто да посвирам, да заработам, да имам за да преживеам со фамилијата тука. Некои го немаат тоа. И ако не се снајдат, работат комбиња, возат некои наши драги пријатели, сум ги видел како разнесуваат низ кисела вода орбит мастики или кондоми, дурекс, не знам, не правам реклами. Или работат на бензинските пумпи. И такви има, со факултет за музичка уметност. Значи, не е тоа крив тој човек што работи на бензинска, него општеството е крив. Такво е општеството овде. Мене исто не ме вработија никаде, затоа што ја не сум партиски послушник. За ниедна партија буквално не сум бил никогаш послушник и затоа останав невработен. Значи треба корените општествени промени. Па, Сабајлево читав нешто на Facebook дека нешто ќе се сменело, да не именувам многу зборам, вака да не ме сачека сачекуша. Како што е дојдено времево, нели, пред некој ден некој тип тепаше човек зашо вози тротинет, нели? Да. И слични глупости што слушаме. Јас како музичар се трудам тоа
да го игнорирам и да Негативна седнам енергија да се на клавир, да се купив представи клавир. позитивна енергија. Имам клавир се вака да се седнам со две раце, да не морам на мала клавиатура тоа да го правам. И ке гледам да направам музика, ја терам и керка ми да уклучи микрофон, да си пееме нешто детски песни, нешто од Полис, она знае све од Sting. Не ја учиме, него слуша тоа што слушаме ние. Па да и ние ги слушаме незините оние спирунки, не знам какви се викаат. Некој добар продуцент правил музика за тој цртан филм. Така. Дали мислиш младите дека во добра правец се за годност на музиката, или пак со голем број на технологија тие... Мислиш слушателите или музичарите? Слушателите. И музичарите. Музичарите ги пратам, перфектно свират новите музичари. Има многу добри бубњари, има многу добри басисти, нови гитаристи, музичари. Ќе видиме што ќе направат они. Ние се боревме... фановите и слушателите? Како? Фановите и слушателите? Ме збуни, сега нешто си помислив, Лукс да ја пуштиме, па ќе збориме. Да одиме со музика. Да одиме со музика. Одиме со музика, па се враќаме по Електролукс се вика, таа е посветена на она, така? на шпоретот што стои горе. Никогаш не научив како се вика аспиратор. Аспиратор. И да така пишуваше на аспираторот Електролукс и јас така ја крстив песна. Мислам дека на аспиратори. Да, јас направив песна, така ми звучаше песната. Викам, биде луксузна музика, ама електронска, а луксузен е бубањот. Така. Па да ја чуеме. Да ја чуеме.
Повторно сме во студио. Сега, значи, споменавме револуција. Дали сме ние доволно револуционерни? И фановите, и музичарите. Сигурно ти на Гоце Делчев личиш. Добро, јас со мустаките да си Ја на Конан, ама на таа змијата од Конан. Колку имате позитивна енергија од страна на публиката, значи на концертите? Гледам. Се радувам кога имам повеќе публика, веќе ги знам озбилните мои фанови, секогаш се први на концерт, ти си на секој концерт. Има еден чичко што ми се јави кога ми искочи албумот, нашол и мој број да ми купи албум. Ја му реков, имате го предавницата таму, господи. И после тоа се упознавме на промоцијата, па го гледам често низ градот. Ме прашува дали ќе свирам некаде, беше на концертот во МКЦ, беше дури на оној за 8 март за жените што го прави во општина Киселова. Так. Значи има фанови. Не сум бил на тој концерт јас. Ти не си бил на тој? На 8 март тогаш. На 7 март беше тоа. Добро, во саботата, 8 март беше недела. Јас и градоначалникот дававме цвеќиња на Сојузот на жени од Киселова. Ете, гледаш како фан на тој концерт не сум бил. Треба нешто да се направи овде. Треба некаква цвеќиња да удруга. подаруваме. Не треба само ЗАМП да биде удруга што ќе не штити нас и ќе ни дава мизерни средства на крајот на годината. А зошто не ги поддржавте жените на 8 март на протестот? Зошто не свиревте тогаш на маршот? Јас бев на маршот. За 8 март мислам дека бев ке мајка ми на гости. Сакавме да отидеме на тој протест затоа што На маршот. Да, тогаш се деси онаа несреќата. И таму околу нема кај да се паркира кола, а ние со мало дете сме. Така. Па со мало дете на марш некако мене не ми беше тоа филм, ама после ми беше криво што не отидовме, ти кажам искрено. Дали можеме да очекуваме во иднина голем концерт на Еволюцион? Не најавувам ништо. Во последно време сум многу разочаран што се помалку има публика. Не само за мојата музика. Сум бил и на некои други концерти, исто 23 имаше. На мојов концерт имаше вајде со се бенд од 50 луѓе. Не знам која е формулата. Ја знам само формулата за правење музика. Тоа сум учел, тоа сум сакал да го правам. А како да ги привлечеме да слушаат таа музика, не може? Не знам, искрено. Не знам, може треба да јодламе, може треба да урличеме, да викаме тешко ми е. Или да вметнеме во образованието. Да ви има. Вметнато е тоа во образованието. Мислам дека го видов мој школски другар го има во на книгата за учебник? Да. Во средно или во основно? Во основно. Во основна школа. Да. Има доста глупости тамо, ги нема правите вредности. Така. Напишано, ама добро, тоа е комерцијална сфера. Колку што сеќам Мизар, Архангел, тие бендови Лебисол, дури мислам дека не ги видов, не се спомнати во учебникот. Небитно тоа, у тој момент го правил некој што е неписмено, очигледно не слушнал тој за тие бендови. Бендовите. Да. Има доста луѓе што се на некоја висока, како се вика тоа, висока функција, позиција, да не е битно тоа што е најбитното. Ако за него не е битно, или он не знае, или таа се едно, ќе се научат, има време. Ќе ги научиме ние. Да. И јас сум оптимист. Мислам дека ќе... Ти си педагог по професија, јас сум исто педагог, не сум работел се уште, осим приватни часови. Ама мислам дека треба да уведете во школите на така општа култура, некој предмет, не она... Еве, керка ми ја учеле да се крсти.
Мислам, тоа е глупост на 4 годишно дете да му кажеш дека иде Великден и дека треба да знае да се крсти како мене вака со двете раце. Она не знае дека тоа, мислам, баба ми не знаеше да се крсти, тоа е глупост. Дете у градинка да го учиш сега Jesus. Крајст да суперстар, мислам. Сите веруваме во некоја енергија, ама дете да го учиш да се крсти, стварно не е точно. Треба да се фокусираме младите да... Ти ме убие жена ми, вака што збора. Јас се надоврзувам на тоа, значи треба да се фокусираме младите да бидат дисциплинирани и едуцирани и вредни. Нормално, треба да вежбаат и да учат, да читаат се, не тоа се, ајде ќе прочитаме ние на телефонот, морам да идам, I'm very busy now. Така, не на телефон, него да имаш време, па вестник да отвориш, да прочиташ нешто. И книги има, види колку книги имате. Ние дома имаме библиотека. Вестниците сега ги нема во физичка форма, меѓутоа можат да ги најдат на компјутер, на интернет. Има и прави вестници, мирис има, како не, Слободен печат сум видел. Па добро, има да од тие. Има и вечерно во Македонија постојат. Во другите држави, како Србија и Хрватска, вестниците се уште постојат во големи количини. Постојат оние што се магазин, часописи. Знам. Таму остана таа култура. Дури и сите врсти цигари се продаваат. Така да малце сме далеко, ние сме нешто измеѓу. Да, ќе видиме вајде. Најверојатно. Некој ќе мора да го смени овој нивни свет. Така. Што мораме ние да го платиме тоа. Што можеме сега друго да чуеме? Па ништо, дојдете утре на концертот, ќе го чуеме концертот како ќе биде. Секој мој концерт е различен. Ја и за оној во МКЦ викав може и нема да биде добар, ама тој искочи добар. Многу добар. Јас сум презадоволен. Овој концерт ќе биде без брас систем, значи ќе немам вокални, овие дувачки инструменти, ќе свириме на гитара, ќе оддуваме музиката ние како што можеме у квартет формација. Тоа ќе имате други перкусионистички инструменти, освен твојот тапан и да речеме други ударни инструменти дали ќе има на концертот? Не, ќе има обичен сет. Секогаш ме прашуваат какви бубњеви ќе донесам. Не знам. Значи, ќе донесам. Ќе ни изненадиш. Ќе донесам некакви бубњеви. А многу сакам да дојдам некојаш со оваа чаша да свирам, вака да титкам, да е тоа полесно за носење. Ама ќе донесам цел сет бубњеви. Таква е музиката, мора некој да држи ритам. Ќе оставиме да солираат тие што имаат ноти за солирање. Да солирање. Така. Добро. Мишко, да го привршуваме разговорот и во ова издание, јас мислам дека се споменавме горе-долу, повторно ќе ги поканиме, значи, слушателите да го посетат твојот, нели... Ако некој се осети навреден, би сакал да кажам, затоа што јас знам да си кажам каде што ми е дозволено. Ја би сакал на сите мои интервјуи вака да можам да зборувам. Мислам дека некој нешто ќе научи од тоа. Ланска година, кога напунив 50 години, ми пишува и понатаму да не инспирираш. Ја не ги знам тие млади музичари и стискам да видам кои се. Викам, браво, види, свират. Само нека продолжат да работат луѓето на себе и ќе направат нешто во животот. Многу труд си бара секоја професија, не само музиката. Така да идеме напред. Така. Добро, тука се одјавуваме, ти благодарам што беше гостин и дел од емисијата Грила радио на Брановица на Радио Нов. Ви благодарам уште еднаш на поканата. Така, поздрав до вашите слушатели и гледачи. Јас ги канам повторно во следно издание кое ќе имаме подкаст емисија Грила радио со следен гостин. Тоа беше се за ова издание на емисијата Грила радио. Јас сум вашиот водител Илија Ангеловски Гиле. Со мене беше
големиот виртуоз на тапан и тапанист, Тапанџија. Михаил Барабанист. Прокушев и за техниката му драг колега Владимир Поп Христоф Мио. Останете на брановите на Радио МОВ, следуваат други програмски содржини.